Здраво на сите, јас сум Теодора, а денес повторно се враќаме со наша приказна, но денес имаме наша сегашна ученичка која што ќе ни открие нешто повеќе за нејзината музичка кариера. Здраво Анастасија, како си? Здраво Теодора, јас сум одлична, ти? Супер сум, фала. Знаеме, те гледаме на патронати и разни видеа, ковери на Инстаграм, дека се занимаваш со музика, односно пееш и добро свириш гитара, па да ни раскажеш нешто повеќе за твојот почеток, како сакаш, како свати дека баш музиката е твоја страна. Да, баш размислував и заклучив дека сето ова потекнува од кога сум била многу мала. Значи јас сум растена во такво семејство, пример дедо ми е музичар, свирел во бенд на гитара, мајка ми има прекрасен глас и мислам дека оттаму се корените, мислам дека е нешто наследно, валјда. И да, од мала си пеам заедно со тетка ми, со мајка ми, со дедо ми и стигнав основно и почнав на хор да одам од 6 до 9. И беше едно прекрасно искуство, мислам прво искуство со пеење, групно, нека. И одевме на надпревари, освојувавме први места, значи то се случуваше од 6 до 9. И после дојдов гимназија. А во меѓувреме, значи јас активно си пеам, си експериментирам со гласот. И дојдов прва година и размислував да пеам на патрониот празник наш, ама имав премногу трема. Значи, премногу трема, знам се сеќавам со другарка ми, се паничевме како киспањот и мали, како немавме никакво искуство. И ништо не испадна, дали се откажавме или нешто склопна околности, не испеавме. Добро. И после дојде втора година, фати корона периодот, ние бевме дома. И памтам исто за патрониот празник, снимавме само кратко видео кој иде на страницата на гимназијата. И се стигнавме трета година и фактички тука беше мојот прв настап пред публика. Значи тоа беше возбуда. Исто со другарка ми Ева свиреше на гитара и одлучивме да ја свириме песната In a Manner of Speaking, значи првата песна. Јас бев толку возбудена, трема имав ненормално, значи прв настап зборуваме пред публика. И значи бев пријатно изненадена како се заврши. Значи испеавме си, свиривме, јас сузбив тремата и сватив дека можам. Значи тоа прва што сум се туткала, било не знам, илузија некоја. Што самата сум правила блокади. Така да во трета... Самодовербата. Да, самодовербата, дефинитивно. Да. И тука ја изградив, мислам, тоа беше како првото чекорче. И да, тоа беше првиот мој настап. И сега оттаму се одвиваше по нагорна линија, одеше некако. Почнав и да свирам гитара измеѓу овој период, ама ништо, аматерски така, некоја акордче, колку да, не знам, да ми биде како поддршка во пењето. 3 акорди, 3. Си ја учам песната, си свирам преубаво. И почнам да објавувам видеа на Инстаграм, кој што спомна, и тоа ептен спонтано, природно, без нешто се форсирам на некој да се докажам или нешто, значи така за ми тебе. Баш за мене. А и преубав ми беше моментот кога сватив дека тоа нешто што јас го правам допира и до другите. И тоа е целата работа, и тоа е взаемно нешто, кога јас давам, тие го земат нештото, го чувствуваат, и мене ме инспирираат со нивните коментари, пример, да, и затоа и продолжив со нештото. И после дојде еден момент, мојата наставничка од основно, Мари Арсик, прекрасен човек, педагог, музичар, се најубо. Значи, таја ме повара да бидам дел од камерниот оркестар како пратечи вокал. Значи, заедно со неа. Тоа ми беше достигнување. Значи, да бидам зад сцената со нели музичари што се образовани. Значи, јас немав никаква музичка основа. Значи, тоа природно шидело така. Така да, тоа ми беше исто едно преубаво искуство да настапам на толкава сцена. Тоа беа концертите поп и рок симфонија. Во лани, мислам, беше летото. Преубаво, не знам. И тоа ми помогна да изградам самодоверба уште толку, да се појавам пред толкава публика без трема, мислам, колку толку ете. Така да, и тоа, значи уште си снимам видеа, си пеам, си свирам. Во бенд си нешто тука. Да, и тоа испадна измеѓу. И тоа се иди спонтано и рандом, како не дека барав се јас да сум во бенд, туку се запознавме со
Мартин, тој претходно имал бенд, значи што си постоел неколку години, исто во гимназија учеше, постарел нас, пример, не знам, 10 години. И паднахме на муат, јас му викам, пеам, тој свири, имаше бенд, вика, ајде да го оживееме пак бендот. Бендот иначе се вика Мазно, ама не е, значи, како што реков, постоел. И сега направивме некоја нова екипа. И во бендот сме јас, Мартин, Ева и Виктор. И ја направивме и првата свирка во Вакуум. Тоа е кафичка една за Битола. То сега беше пред некое време сега или беше, да, многу пресно, пример, не знам, зимата беше. Да. Сега, да. И, значи, прва свирка збораме со бенд со наши авторски песни. И исто, значи, возбуди. Јас не можам без тоа е природно, и јас да се тремаџика сум, не знам, по природа. Јас исто. Да, Ама да. тоа е еден дел и тоа е нешто убаво во целиот акт што го прикажуваш. Да. Значи ти значи нешто, Да. така го интерпретирам, не знам. Да. И- Финеса е таа што е интересна. Баш. Да го осетиш нешто. Да, и сега да ја направивме првата свирка. Беше прево, значи имаше луѓенца, имаше атмосфера, прево. Значи, од првата свирка искрено не бев толку задоволна од себе. Не знам и нешто со озвучувањето имаше проблеми, ама сепак публиката го држеше нешто, Да. како енергијата во сето тоа. И сега дојде и втората свирка, тоест, и беше феноменално. Значи, преубо. Беа и моите родители дојдени и самото тоа што ги гледам и ми се смеат и ме поттикнуваат. Значи... Дали имаш трема пред нив? Не. Не, јас имам на пример пред сите мои луѓе што имам многу трема и секогаш ми велам бегајте, не пред мене, никако пред мене. Трема многу имам така пред мои луѓе. Па валјда сите овие работи придонесле до тоа да исчезни колку толку трема, да пример тоа што се снимам на Инстаграм, што ме гледаат луѓе или во друштво, вака кога ќе сме собрани, се форсирам да речам да свирам, да пеам без тоа да ми представува некоја пречка, проблем. И да, дојде втората свирка, прево, значи 100 пати поубаво од првата. Значи, и самото мое пење бев позадоволна. Значи сепак е поразлично да пееш без микрофон и на микрофон. Значи поинаков е гласот, тука треба се навикнуваш. Не знам, барем јас така го доживеав. И да, прево, значи, сега си правиме проби, сме активни, ке се пријавуваме и на разни фестивали, сега тоа ни е план, правиме нови песни, ке видиме. Значи, се постепено си оди, бидно си се дружиме, си пееме. Да, тоа е искрено и најважно, мислам. Убаво да си поминиш и се останато после, ама сепак атмосферата, да, како што кажи, другите луѓе ја прават. Да. Ама мораш и ти да имаш. Така и сега, кажи ми, дали имаш на нешто друго, на некоја рекламче, емисија или нешто на такво? Дали си имате на тој начин прикажано или нешто? Или конкретно ти? Со бендот? Не, со бендот. Нисам планираме некои фотосесии или такви работи, за да се промовираме на некој начин. Ама настрана, било момент во мојот живот да бев имав можност да бидам дел од 3 реклами, и исто дојде така спонтано, валјда преку сликите на Инстаграм што си ги објавам. Оти претходно сум имала неколку фотосесии со разни фотографи. И ме запримети една агенција од Скопје, се вика Лица агенција за реклами. И ме контактираја и така станав дел од првата моја реклама за пензија. Беше преако за пензија, мислам. И прифатив дефинитивно и не можам да опишам. Се пронајдов, значи, на сет таму пред камери, се осеќав толку природно, толку валјда тоа е резултат на сите претходни фотосесии што сум ги имала. Мислам колку е банално да звучи за фотосесии ама тоа ми направи да се опуштам пред камера. Што ми беше многу битно тогаш во тој момент. Да, тоа беше првата и се снимаше 12 сати. Значи 12 сати без престан. Мислам без престан. Си имаше паузи се, ама активно кај 12 сати си таму на сет. И јас, значи 12 сати се премногу, ама ја не осеќав некој замор па да сакам да си одам. Значи пресладок замор беше, тоа сакав уште и тука сватив дека ме бива, сакам да го правам ова и понатаму во животот. После тоа дојде и втора реклама, беше за Телеком. Имав само мал дел во рекламата, како нешто и имав една реплика, нешто се кажуваше прево, исто. И самото чувство кога се гледаш на телевизија, сител пушташ и
Како се гордиш со самиот себе си, колку да е мало, какво и да е, си викам постигнав нешто прево, дефинитивно, Не, да. сладко е, многу е сладко. Јас имав една можност да бидам како дел од една како компанија, ама не испадна ништо од тоа и така, ама да речам возбудата кога дознав беше Дефинитивно. Да, и само за тоа што помислиле на тебе, пример. Да. Те контактирали, ништо да не би ни си му Да. оставила некаков печаток. Тоа е прево. И третата реклама беше за веромаркетите, исто мал дел имав, ама сепак, значи за тој мал дел од 2 секунди што ќе се појавиш, снимање има некои добри 2-3 сати, 4 може, во зависност, не знам, од се одоколу што се случува, така да е макотрпна работа. Ама интересна, дефинитивно вреди. Дефинитивно, Мислам дека за се што е пред камера вреди, многу. Да. И не секој може тоа да го прави. Да. Значи не секој го сака нештото, не секој се осеќа лагодно да Да. биде пред камера. Да, така. Кажи ни дали нешто друго освен ете емисиите, рекламите, дали уште нешто имаш, например, не знам, одреден предмет на учење или нешто што друго те интересира? Да, па еве пред некои 6-7 месеци почнав на часови по глума. Тоа е нешто најново што ми се случува и сум пресрекна што зедов еден таков чекор во животот. И валјда се потекнува од тие рекламчиња. Кога сватив дека преубаво се осеќам да глумам пред камера, да сум обкружена со такви уметници луѓе, валјда тоа ме поттикна да јас се запишам во нашата битолска глумачка група, да, школа, интимен театар. Значи си врвам преубаво. Позитива, дефинитивно, сите се таму позитивни, нема како бегање од реалноста, е буквално. Да. Преку тој процес си открив многу работи за себе, пример, претходно што не сум ги знаела. Те тера да размислуваш покреативно, поразлично, други аспекти да ги гледаш работите. Тоа многу ме бендисва. Исто и карактери учиш, нови карактери. Да. Пробаш да ги изглумиш и тие си треба навистина интересен процес, интересен да спремате нешто или? Да, па спремаме сега на представа Античка драма е. Активно се спремаме, проби имаме секој викенд. Групата ми е прекрасна, значи сите си се дружиме, си сме не знам, сложени, што е многу битно. Колеги. Да се погоди тоа, да, атмосферата, има атмосфера, има ентузијазам. Да, и исто така и тука од училиште спремаме една представа, сега за патрониот празник што ќе глумиме, исто античка драма, и работиме со Софија Полатински, професорката и Бисера Стефановска од 4-6 наша ученичка. Така да се спремат работи, баги. Да, интересно. Не, навистина, пеењето, свирењето, глумата се, да речам, многу блиски се, да, се во уметност, паѓа и се буквално, ете така, барем така ги сваќам како едно бегање од реалноста, кај што можеш, не секој може да се најде, да, ама да се искажеш на свој начин и како што ти мислиш дека треба. Да, баш. Па сега, кога веќе свириш, ако може да ни свириш нешто, да може. Може, ќе испирам песната прв пат кога настапив на патронатот, што спомнав, и на Manner of Speaking, значи омилена ми. Да, уште малце ќе има и јубилеј, една година. Да. Ајде сега да се пробаме. In a manner of speaking, I just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a manner of speaking, I don't understand how love in silence becomes reprimand, but the way that I feel about you is beyond words. Oh, give me the words, give me the words, and they tell me nothing. Oh, give me the words, give me the words.
one do. In this life that we live, we only make two. But the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I don't understand how love in silence becomes reprimand. But the way that I feel about you is beyond words. Oh, give me the words, give me the words that tell me nothing. Oh, give me the words, give me the words that tell me everything. Браво, супер беше. Фала. Не, искрено не очекував ништо помалце од ова, ама фала беше супер. Омилена песна. Епа, Анастасија, ти благодарам што денес гостуваше, навистина ни беше мило, прекрасна пресна, прекрасен глас, прекрасно свирење, а со вас се гледаме нареден петок.